Сега е вистинско време за вториот гостин кој што веќе го пречека нашата колешка Слободанка. Малку поведри теми и една златна риба струшка. Душко Ѓорѓевски наш гостин ова утро. Добре дојде. И тоа во Охрид, така. Ем струшка, ем во Охрид. Честитки за оваа прекрасна композиција и верувам дека публиката се радува на се што е ново од твојата музичка работилница. Најпрво добро утро, благодарам на поканата. Навистина преубава песна, нема што да кажам. Мислам дека и соработниците додека се снимаше песната има некое предчувство дека имаме хит, а тоа го кажа и публиката која што беше присутна на самиот фестивал, како и жири комисијата. Ке зборуваме за тоа. Рецепт за златна рибка, кажи ми каде можам да најдам. Не мора да е струшка. Може и охридска, нели? Може. Охридска, не, морска може, преферирам морска, да. Кога е во прашање музиката, јас секогаш кога е суза и имаме такви убави разговори, понеделнички некако убаво ни тргна од културата, информација споделуваме со гледачите, да, фалеше малку. Сега имаме естраден уметник, исто како и Сузе, што ние така да ќе си разговараме сите тројца за музиката, Сузе поготово кога станува збор. Ајде уште еднаш добро утро на Душко и добре ни дојде. Знам дека е малку потешко станувањето, меѓутоа ти си имаш рутина со оглед на тоа дека сме и во други води пливаме, адвокатските, па ајде добро утро и добре ни дојде, навикнати сме. Добро утро, да, навикнати сме, колку и да заглавиме. Ова го споменувам затоа што секогаш естрадните уметници велат на утринска некако. Да. Па малку е тешко да се спои ноќниот живот со овој, да речем, малку понормалниот, меѓутоа со текот на годините стекнав некоја таква навика, знам дека треба имам обврски и одговорности во мојата канцеларија и мора од почеток и од порано да се фати работата за да биде успешен денот. Суза, знаеш ти дека е адвокат, Дуле, така? Како не, јас сум многу работи за Душко, и знам и дека тајната на успешните е што стануваат рано. Токму и затоа и Душко спаѓа помеѓу оние успешни луѓе кои можат две лубеници да носат и под една мишка некогаш. Така, две професии едната со друга, има ли некоја конекција? Јас не можам да ја најдам. Па постојано знам да кажам дека тоа се две слободни уметности. Човек може да си калкулира, да си прави распореди како што му одговара, бидејќи единствени обврски кои се врзане кога имам судење во суд и таму треба да е човек точен и прецизен да одговори на таа обврска. Таа публика има аплаузи таму во судница, зависно од случајот. Да, инаку човек со вакви две професии може слободно да си го организира и комбинира времето. Мислам дека и тоа е една вештина која што уште од најмала возраст ја научив. Јас морам тука, имаме време за разговор, па затоа би искористила еве за кога ќе го споменеме името Душко Ѓорѓевски, на прво место секако ние пеењето и знаеме, се разбира твоите гласовни способности, вокални, долги години во музичките води пливаме, имаме многу хитови зад себе. Ќе слушнеме, кога ќе разговараме за песната, ќе ја слушаме во позадина, меѓутоа јас многу сакам еве на гледачите да им ја доловиме и она другата твоја професија, адвокатската, па да имавме некои теми на разговори, може и ќе вклучевме да се советуваат, да доделиме некои така совет од правна гледна точка. Но како еве се одлучивме за во животот покрај музиката, дали прво беше желбата за правен факултет или беше желбата со музиката, како сето тоа произлезе? Желбата во тие години беше повеќе за музиката, меѓутоа како поминуваше времето, бидејќи исто така и во моето семејство има многу правници, некако како втора опција ми дојде правото и понатаму после дипломирањето положив правосуден испит и тоа е она што ете така. Колку години сме како адвокат работиме? Па повеќе од 20. Морам да признам дека имаме стафи како адвокат. Повеќе од 20 години. Повеќе од 20 години. Што ќе каже Душко за овие 20 години во Македонија и случаевите кај нас? На прво место зашто сме за имотно-правни односи, предпоставувам. Да, граѓанско. Да. Претежно граѓанско право работам. Ги избегнувам, да речем, другите случаи, бидејќи и мене лично ме представува стрес. Верувам. Сепак другата професија ни дозволува многу. Кривичната материја е малку барем за мене е постресна и не би можел уште со таков стрес да се соочувам секојдневно. Така што ова мислам дека е малку помирна работа. Но верувам дека и од таа професија до сега 20 години како адвокатска кариера, да кажам, се покажал многу успешен и во тоа поле.
Меѓутоа и во музичкото. Јас кажав дека да, многу ми е интересно овие две професии кога ги изборуваме со адвокат, сега зборуваме за музиката, сме ги искористиле некогаш адвокатските способности нешто за во музиката. Имало ли такви случаи некој да ве ангажира за нешто, песната ми е украдува или авторската песна е моја? Да, имам давано правни совети на наши автори овде од Македонија. Се случувало да препеат песни во соседните земји без нивна дозвола. Меѓутоа чисто како правен совет имам дадено, сепак за да се постапува пред странски суд и таму треба некоја лиценција и одобрение. Сум препорачувал мои колеги, така што и во тој дел сум се обидел да помогнам колку било во моите можности. Кажавме 20 години професионално како адвокат, меѓутоа еве да сега малку ајде и за музиката, малку повеќе. Колку години сме со музиката и ќе зборуваме за тоа дека умееме и владееме и флейтата да едноставно своите квалитети и талент да го покажеме и со свирењето на флейта. Меѓутоа жалам што ова утро, но и самиот кажа дека за флейта и Суза сигурно ќе се согласи со тоа, затоа ќе простиме, треба многу подготовка за флейтата и да бидеме будни. Јас ти спомнав, треба за да се осмели човек да свири на некој инструмент, треба постојано да го вежба секој ден. Се губи, значи се губи оној амбажур што го викаме ние и рутина и нема да биде тоа. А во последно време се помалку наоѓам време да вежбам и тоа се последиците. Да, секој инструмент е специфичен на свој начин, меѓутоа вистина луѓето кои што се инструменталисти и на кои тоа им е занает и професија, каде и да патуваат во светот, па макар и на 5 дена тие си го носат на грбот инструментот, затоа што знаат дека 5 дена невежбање те враќа 10 дена назад во техниката. Верувам дека е така. Меѓутоа, јас сакам да споменам, адвокат, свириме флейта, па ќе дојдеме до музиката. Првиот настап со флейта ми беше во Домот на културата во Свети Николе, 81 или 2 година, па сега пресметајте сами. Колку навистина долг период. Ние нас бројчаник од Дуле, така да ние не броиме години, ние броиме дела. Не сме по математиката. Да, флейтата, меѓутоа еве како жилбата за овој инструмент, од каде произлезе? Па тогаш имаше слободно место во Домот на културата за овој инструмент и беше земи или остави. Меѓутоа со тек на времето, да, како дете на таа возраст не знаев ни што значи ни како звучи, меѓутоа со тек на времето и го засакав инструментот. Прекрасно звучи, да. Меѓутоа за жал што немаме многу време да му посветиме сега, но сето тоа е оправдано од врските кои што секојдневни ги имаме и ги носи животот, како во едната, како и во другата професија имаме многу настапи. Ајде малку и за тоа како може да успееме и да ги поврземе сега. Кажав јас и на самиот почеток кога ќе кажеме на естрадните уметници дека на утринска програма сакаме да ни бидат гости, доаѓа, да, меѓутоа со тешко срце. Кај тебе тоа не е никаков проблем. Значи се стекнува рутина, се стекнува навика да едноставно можеме и на таа и на едната и на другата страна да бидеме успешни. Како што реков, треба човек да знае да си го организира времето и успехот е неменуван кога човек упорен и работи, да не речем и дури тврдоглаво. Меѓутоа еве настапите поврзани со естрадата, настапите на семени весел би се обично во вечерните и ноќните часови, а ова другата работа е преку ден, така што се наоѓа време за сепо нешто. Меѓутоа и мотивацијата тука мора да е. Секоја професија која што се работи со љубов мора да има било каков да е резултатот, нели? Меѓутоа, еве кога сме кај музиката, знам дека во последно време имаме многу настапи. И добро е што е така, после поготово короната кај вас естрадните уметници. Еве како Душко, што е она што тебе ти остави впечаток после короната, кои настапи најмногу вака те поврзуваат со убави сеќавања? Кои ги имавме изминатиот период? Короната може и допринесе да се направи некое затише, меѓутоа еве да се пофалам, веројатно и повеќето од гледачите знаат, за време на короната се роди Фолконика, една невладина организација здружение, чиј председател сум јас. Инаку се занимава со промовирање на фолк музиката меѓу најмладите. Одлично. Има интерес кај младите за фолк музика? Има интерес. До сега водиме неколку проекти, се разбира со поддршка на Министерство за образование, со поддршка на општините, колку што можат да помогнат. И за почеток и уште трае тој проект, се вика Патувачка детска фолк библиотека. Издадовме печатени изданија на Слушам кај шумат шумите, Јовано Јованке, Јовка Кумановка е во подготовка, значи сликовници адаптирани за
мали дечиња за да можат родителите Нашата убава македонска фолк пред музика. спиење да им прочитаат нешто такво за да не се заборави. Ние ги знаеме, меѓутоа мислам дека дечињата треба уште од најмала возраст да го учат Сузе тоа најдобро го знае како наставник по музика. фолклорно богатство. Да. Видите како добро реагираат на убавата македонска народна песна и најважно е што Младите им Сузе. консумираме. Најмалите дечиња Најмали. уште во градинка, прво, второ оделение, толку добро ја примаат македонската народна песна и затоа родителите треба да бидат многу предпазливи што им пуштаме на децата, дури и кога се возиме во автомобил, што им наметнуваме. Бидејќи она што им наметнуваме, тоа ќе бидат тие утре. Така е. Дури во рамките на овој проект имаше работилници кои што ги спроведавме во детски градинки, каде што заедно со дечињата пеевме македонски народни песни. Одлично. А тие цртаа на тема од песната. Прекрасно беше чувството кога дечиња од 4-5 години веќе втор пат, трет пат ќе ја научат Јована Јованке или македонско девојче и пеат со нас. Значи беа пресрекни. За нас тоа е тоа е наградата. Многу убав чекор, да. Навистина преубаво нешто, затоа што сето она што е наше убаво македонско, кога се однесува за фолк музиката, но ние наши народни убави македонски песни, од мали нозе дечињата да се ги научат, да се ги знаат, прочем како што кажа и Сузе, како ќе ги учиме тие, така и ќе се чекорат кон животот. Ако ништо друго ќе знаат што е убава македонска песна, како што впрочем знае и Душко, затоа што имаме многу хитови зад себе. Ако почнеме да ги набројуваме, сега ќе ни е потребно време, меѓутоа ќе се задржиме за нешто ново и интересно многу што се случи. Тоа ти е како Тетово Гостивар, Кавадарци Неготино, кои што си имаат нели секогаш нешто. Па зборував после да се шегуваме едни со други, сега имаме Струга Охрид. Зборував со струженец, мој пријател, кој што ми кажа дека нема таков ривалитет меѓу Струга и Охрид. Не постои? Не постои. Барем според него, мислам дека тоа е е одлично. така, затоа што навистина, да, Охрид е наш бисер, не само наш, туку и светски бисер, кој што си има свое значење и дал печат на светската култура, не само на македонската. А Струга е нешто сосема поинаку, меѓутоа еве спомна човекот дека не постои таков ривалитет. Па добро, тоа е убаво да се слуша, но зошто и да не? Тоа е интересно и вака кога се шегуваме едни со други, но како и да е, сите најубавото е нешто кога се почитуваме, тоа е. Меѓутоа ја добивме наградата сепак за струшката рипка во Охрид. Да, јас песната ја добив после еден настап. настап. Ќе слушаме во позадина, Суза, најновата песна. После еден настап, ноќен вечерен настап, останав не во Скопје, останав во друго место за да преспим, да не се враќам ноќта. И додека го пиев утринското кафе, ми стигна еден текст сликан на Вибер од авторот Јовица Кочковски, Џони. Први не можев да го разберам, бидејќи беше на некоја машина на латиница. Па и уште еднаш ми го препрати, ај сега музиката, ај да слушнам. Некако ми фати уво и одлучив да ја снимам. Инаку немам однапред планирано, ќе пеам на овој фестивал или на овој нема да пеам. Спонтано се случи. Спонтано, да. Најубаво. Секогаш кога е спонтано е најубаво. Доколку се најдам во песната која што ми е понудена, се организираме после тие работи, не се ли толку битни. И текстот оди долу покрај дримот, среќа доплива, фатив риба златна, Охридска, како викам сега, може покрај дримот да биде Охридска. Затоа охриѓаните велат Охридската пастрмка може да се удаи од пливање кај дримот и пак ќе биде Охридска. Не знам дали имаме можност во позадина да со оглед на тоа дека е сега, нели да кажеме во скоро време, затоа се уште немаме видеоиздание, но ќе имаме во скоро. Да, и такво нешто ќе се случи. Во преговори сум околу тоа. Сигурно ќе се снима покрај дрим. Како фаќаме Охридска рипка, струшка рипка. За сите работи да нема љутиш, бидејќи еве он толку внимателно го смислил и текстот за да нема забелешки ниту од охриѓани, ниту од стружани. Да. Мој уметнички директор ми се јавил по телефон, вика каже ми во насловот Златна риба струшка. Знаеш ли кај ќе пееш? Знам. Во Охрид. Така. И добивме награда. Да, и наградата беше изненадување. Јас искрено не се оптеретувам со награди кога на фестивали. Важно ми е мене да ми се допаѓа песната. Ме повика директорот на фестивалот, биди тука покрај сцената, зошто? Па вика имаш прва награда. Па нели струшка риба беше сега, не ми е јасно некако, меѓутоа да се пошегуваме малку. Так. Важно е дека песната е добра, дека луѓето ја прифаќаат
Има една интересна приказка, она за златна рибка, што мислам дека прв пат се пее во македонска народна песна, така што резултатот е Во македонски народни приказни и во македонска народна песна. Во македонска народна песна, да. Оно што планираме за понатака, јас знам дека со обврските кои што ги имаме тука со професијата, дали Дучко може и надвор од границите, сигурно дека те бараат за настапи. Возможно ли е и такво нешто кај? Возможно е, сум кажувал и порано, единствено проблем е во Австралија, бидејќи сепак не се оди за краток период, а јас со обврските одем во канцеларијата, па и други настапи што веќе ги имам договорено, и малку потешко еден таков подлог период да одвојам. Инаку овде по Европа, да, така што ќе ми викнав, да речеме за викенд, таков некој краток престој е возможно. Зошто да не. Благодарам многу што беше дел од нашата утринска програма. Убаво се поразговаравме и за едната и за другата професија. Ја споменавме и најновата твоја песна, која што ќе имаме можност да ја погледнеме здравие во скоро време и со видеоиздание, но кога сме кај спотовите, секако дека во позадина имаме твои спотови, па ќе се слушнаме, ќе си уживаме. Секое утро е добредојдено за убава песна. Апсолутно. Така да ќе си уживаме со песна на Душко Георгиевски. Благодарам, па се гледаме повторно со новото видеоиздание. Благодарам на поканата. Уживајте.